Добро, почитувани, уште колку јавни настапи и требаат на Сања Лукаревска да каже по кој основ утврдила висина на данок кај Окитна и Хант Осој, ако контрола по 2 години и продадени фирми на непостоечки лица од Косово, УЈП нема пристап до деловните книги. Уште колку интервјуи се потребни на Сања Лукаревска да каже зошто Окитна и Хант Осој се на листата на должници со долг кон УЈП со идентични суми колку што им изнесувал повратот на ДДВ, како што покажуваат и записниците од контролите. Уште колку ТВ настапи требаат на Сања Лукаревска за да одговори дали за една од овие две фирми кои пријавиле увоз од странство за поврат на ДДВ, царина нема податоци за таков увоз, што покажува огромен криминал. И најважно, по сето тоа, Сања Лукаревска не одговара зошто не поднесува кривична пријава до јавното обвинителство. Поднесувањето до финансиска полиција е половично читање на закон. Дали Сања Лукаревска ќе научи дека кога има законски одредби треба да се почитуваат или и требаат обуки за да ги чита законите цели, а не само до половина. Го знае ли Сања Лукаревска законот за ДДВ, член 60А, кој се однесува токму на тоа, за поднесување даночна пријава со неточни податоци за да се стекне имотна корист. И за тоа е предвидена затворска казна од 6 месеци до 5 години. А втората линија на членот вели дека ако износот е значителен, затворската казна е најмалку 4 години. За Окитна и за Хант Осој се работи за неточни податоци и пријави за поврат на 11, односно 12,2 милиони евра. Искористено право на поврат на ДДВ пишува во контролата. Дали 23,2 милиони евра не е значителен износ за Сања Лукаревска? Го знае ли Лукаревска законот за ДДВ, кој предвидува кривични и затвор за лажни податоци или и треба обука? И во насока на директорувањето на Сања Лукаревска, дали 2 години имало редовни контроли во овие две нови фирми, особено кога трговијата е со огромни суми, туку вонредна има дури по речиси 2 години. И дали е направена контрола и во другите семејни фирми на основачите на овие две фирми, кои и онака се познати по афера со поврат на ДДВ од 2020 година. Неодговорените прашања може да водат до заклучок дека има обид да се забошоти криминал тежок над 22 милиони евра заради близината со СДС и или заспаноста на Сања Лукаревска. Дали Сања Лукаревска ќе научи дека кога има законски одредби, треба да се почитуваат. Од тука, уште еднаш го повикувам јавното обвинителство да отвори истрага. Никогаш не било полошо, важно е да ги поразиме. Ви благодарам.